Денеска во Битола започна 4-та светска конференција за меѓурелигиски и меѓуетнички диалог на тема миграцијата и предизвикот на интеграцијата преку диалог помеѓу религиите и културите. Оваа конференција е во рамки на глобалната агенда на Обединетите нации и ЮНЕСКО за диалог помеѓу цивилизациите и декадата на помирување на културите. На истата учество земаат повеќе од 150 представници од сите светски религии, како и невладини организации, професори и експерти од целиот свет. Оваа конференција денеска ја отвори Валентина Божиновска, директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, а своји обраќање има председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, како и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и представници од верските заедници. Во своето обраќање председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов направи една паралела помеѓу религијата, миграцијата и секако историјата. И со тоа ги постави прашањата односно предизвиците со кои се соочуваме во денешницата. Соочени со реалноста на растечката различност на Европа, ние сме исправени пред неколку големи предизвици. Како да научиме да живееме во мир со нашите најдлабоки религијски, идеолошки и идентитетски разлики? Како да научиме да се почитуваме наместо само да се толерираме? Како ќе го постигнеме кревкиот, но важен баланс меѓу човековите права и слободи и човековите обврски и должности кон другите луѓе? Како ќе ја гарантираме основната човекова слобода на мисла, совест и вера? Од одговорот на овие прашања зависи дали ќе успееме да ги поставиме основите за вистинско, мултиетничко, мултирелигијско и мултијазично меѓународно општество, во кое истовремено е и слободно, и праведно, и стабилно, и безбедно. При тоа, најмалку што треба да правиме е да се плашиме, бидејќи стравот е филтер низ кој ги перцепираме само заканите, но не и можностите што се пред нас. Уверен сум дека оваа 4-та светска конференција ќе даде дел од одговорот на овие дилеми и ќе помогне да го завршиме овој 21 век помирно отколку што го започнавме. Своје обраќање имаше и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Меѓу другото, таа посочи дека Република Македонија во изминатиот период се соочи со бројни предизвици. Меѓутоа потврда за тоа дека одлично сме се справиле со овие предизвици како Република Македонија стигне и од Европската унија. И секако изрази задоволство за одржувањето на оваа 4-та светска конференција, на која освен за миграцијата ќе се разговара и за семејството и семејните вредности. Меѓутоа и за тоа влијание на социјалните мрежи, меѓутоа и на медиумите кон презентирањето на религиите. Документите на Европската унија го демонстрираат ставот дека мигрантите треба да имаат идентични права и обврски како и сите нивни граѓани. Но оваа цел се уште не е остварена. Во таа смисла потикнувањето на заедничките форуми, интеркултурниот диалог, образовните содржини за мигрантите и имигрантските култури, но и правото на практикување на различните култури и религии треба да е загарантирано и е нешто на кое треба континуирано да работиме. Дозволете ми во оваа прилика да потсетам дека Република Македонија, како и другите земји од регионот, во последниот период се соочи со бегалската криза. Овој факт потикна бројни дебати за миграциите, за бегалците, интеграциите, за нашата економска состојба, демографската слика и националниот идентитет. Свесни сме дека кризата лесно може повторно да ескалира и токму затоа од огромно значење е да се потпреме на научените лекции и искуството што го стекнавме во менаџирањето на незините различни карактеристики. Директната комуникација, но и размената на конкретни информации и податоци е од есенцијално значење во справувањето со кризата и заштитата на границите.
Размената на податоци е за етнички стратешки интерес. Конференцијата ќе трае се до 5 ноември, предвидени се бројни панел дискусии, сесии, секако обраќања на бројни гости и представници. Од она што можев да видам на агендата, можам да издвојам дека е најавено утре присуство на Маријана Петир. Меѓутоа, денеска можевме да забележиме дека тука присуствуваат бројни гости од сите религии, така да во следните 2 дена ќе биде интересно да се слушнат мислењата на представници од различни религии кои доаѓаат секако од различни краишта од светот.